Наша денешна гостинка е професор доктор Дита Старова-Керими, која е реномирана уметница, професорка, истражувачка, исто така визионерка во културното менаџирање. Имено госпоѓа Дита беше директорка на Националната галерија од 2015 година се до 2024 година. Ќе ни каже нешто повеќе за самите предизвици, додека во овие 9 години, додека беше директор на Националната галерија, но и што беше она клучно за уметноста да стане нејзин животен пат. Да и посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Ви благодарам многу за поканата и за можноста. На самиот почеток сакам да слушнеме нешто повеќе за вашето типично утро, односно кои се оние главни утрински ритуали кои што го одликуваат истото. Јас како првобитно, нели, како мајка и како сопруга, денот го започнувам во утринските часови со тоа постојано будење, нели, на деца. Имам едно машко дете кое што 12 годишно и девојче 10 годишно. Арбар и Арба, со кој што постојано ритуалот и со сопругот, нели, носење во школа. Па потоа, еден од најубавите ритуали, кој што многу го ценам, е колегијалниот ритуал на Универзитетот Американ Колеџ со моите колеги од Факултетот за архитектура и дизајн, каде што мислам дека тоа е еден од најубавите моменти во денот, токму заедничкото пиење на кафе, разменување на идеи, на цели кои што ги имаме во образованието, за студентските активности и текови кои што треба да ги реализираме со студентите. Кога за прв пат почувствувавте дека уметноста ќе стане ваш животен пат? Ако се навратам, значи, во секој момент од мојот живот некако постојано е потсетувањето дека уметноста е темел на тоа што јас се правам. Можам да кажам дека целото живење покрај родители кои што се посветени на уметноста, поготово на мојот татко со книгите, големата љубов кон книгите, кон уметноста, тежнењето на тоа дека родителите нели треба да внесат љубовта кон уметноста, затоа јас се преориентирав кон ликовната уметност, мојата сестра кон музичката, таа е флейтистка и ета. Така да и третата сестра која што е преведувачка, така да некако сите сме насочени кон уметноста, сметајќи моите родители дека преку уметноста многу полесно ќе го живееме овој живот, па мислам дека таа е една од најубавите одлуки кои што ги донесов со поддршката на моите родители. Можам да кажам дека почетоци никогаш нема да ги заборавам, беа во Тунис, бидејќи благодарение на мојот татко ние живеевме 5 години во Тунис и таа културна цивилизација, тие почетоци, разгледување на тие објекти кои што припаѓаат на сосем различна цивилизација и трагањето и цртањето токму на тие мотиви беше предизвик, уште од најмала возраст можам да се потсетам на тие цртежи. Па потоа следеше нели тековниот живот во Париз, па потоа тука во Средното уметничко училиште, ликовната академија. Значи уметноста во секој сегмент и во секој порив кој што се чувствувам дека таму можам да допринесам и кој што ме предизвикува постојано. Не можам да кажам точно во кој момент, но тие се тие моменти кои што ги памтам вака, кои што се Од 2015 година до 2024 година бевте директор на Националната галерија. Што беше најголемиот предизвик, а што најголемата радост во овие 9 години? Најголемиот предизвик, секако на секој кој што застанува на таква улога, е дали ќе успее во својата мисија. Предизвиците беа големи, не беа лесни времиња, нели? И ковид, различни кризи, различни моменти кои што треба да обстоиме, кои што културата треба да обстои, уметноста треба да обстои, колегијалната доверба ми беше многу потребна, ресурсите не беа никогаш доволни во тие кризни времиња, но сепак големата желба да се истрае, благодарение нели да се добие и поддршката и убавото мислење од колегите, беа, можеби да кажам дека во овие 9 години не ги памтам многу предизвиците, лошите моменти, кога ги памтам најубавите моменти, постојано нели и социјалните медиуми сега благодарение на тие меморис, можеби и некои моменти кои што ги подзаборавив од еланот кој што го има все да биде во перфектна состојба и сегашната можност сега во меморис да се навратат и токму да се поисоветувам со сите тие убави моменти кои што се случува, но најубавите моменти беше секако
ќе кажам уште еднаш поддршката од колегите од фелата, безизвестната радоста после секоја нивна реализирана изложба, бидејќи сметав дека како што би сакала јас лично да реализирам една моја изложба, треба и на мојот колега да биде задоволен, бидејќи имаме одлични уметници. А најголемата благодарност кога децата првата посета ќе дојде на различните активности и изложби кои што ги излезе и ќе излезеа со насмејани лица и повторно со потребата да дојдат во институциите кои што беа дел од Националната галерија. Тоа ви причинуваше најголемо. Да. 4 пати досега бевте комесарка на Венециското биенале. Какво е чувството именно да ја представувате својата земја на една таква светска уметничка сцена? Предизвикот е многу голем, бидејќи вие ја представувате уметноста на светски рамки со најуспешното од тоа што ние го имаме во нашата земја. Најголемиот предизвик беше во првата година, кога 2021, тогаш беа ковид периодот и ние требаше да одиме на Биеналето за архитектура. Голема благодарност и до сите уметници кои што сакаат токму преку мене како комесар да бидат представени. Со очувањето тогаш повеќето земји дури го откажаа нивното присуство, но ете, ние имавме одличен проект кој што мислев дека треба да отидеме со сигурност. И не се откажавме. Јас мислам дека не треба никогаш да се откажеме, поготово кога станува збор за представување на својата земја во светски рамки, каде што уметноста зборува во светот. Не зборуваме ние, туку самата уметност и самите представувања и гледаме дека ние сме на исто рамниште. Само што треба многу поголема поддршка за да тоа биде уште голема, да кажам, одек во светот да имаме. Вашето докторско истражување е посветено на исламската сакрална уметност. Што поточно ве привлече кон оваа тема? Тоа е мој голем интерес, нели? Ако ние имаме фигуративна уметност во другите уметности, токму во исламската уметност имаме абстрактната уметност, ги имаме орнаментите кои што зборуваат преку нивната символика над религијата, таа тишина која што се случува таму. И сакав тој контекст културолошки кој што се случува, тој диалог во изработувањето на тие орнаменти, тајфите кои што работеле од професионален контекст, од поширок, за да може јавноста да ме разбере, да го доловам до пошироката публика и да биде едно истражување кое што ќе биде потребно за фелата и за токму контекстот на изработувањето на нефигуративната уметност во исламските сакрални објекти. Бидејќи секојдневно сте со студенти, дали сметате дека има голем интерес кон уметноста од денешните генерации? Да, има. Многу, значи сепак јас сега зборувам о контексти од тоа што ги знам нели колегите и во другите институции, значи има голем интерес. Во нашата институција интересот е многу зголемен. Можам да кажам нели секако и програмата е таа која што пробудува интерес, така да со интересот е многу зголемен, со тоа што пак сметам дека визуелните уметности и се тоа што е поврзано со идентитетот и другите сегменти се тие кои што ни се потребни во општеството и во иднината. И на самиот крај, бидејќи напоменавте дека има интерес за уметноста, каде ја гледате иднината на македонската уметност? Па можам да кажам токму во младите. Во младите кои што истражуваат, кои што нели можностите се сега многу поголеми, допирот со светот преку социјалните медиуми, преку електрониката е многу подопирно, кои што не се плашат, како што реков, од бело платно, кои што не се плашат да прашуваат, но секако и голема поддршка од заедницата, од цело општество. Бидејќи треба да разбереме дека уметноста не е индивидуален чин, туку тоа не е само индивидуален чин, туку тоа е колективна потреба. Значи треба сите сегменти во општеството да застанат силно зад иднината и за нашите млади, токму во поддршка на тие идни уметници кои што ќе бидат светлата иднина и идентитетот на нашата земја. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што бевте дел од рубриката на Кафесо. Исто, јас посебно благодарна за поканата и за можноста да кажам неколку работи за тоа што мене ме обикуваше во текот на животот.